Во теке собраниска седница, а најдосна до утре треба да се избере нова влада. При обраќањето, мандатарот и иден премиер Христијан Мицкоски рече: Нема да барам никакви 100 дена меден месец, туку најавувам фуриозен почеток на проекти и нови инвестиции веднаш. Впрочем, немавме ниту една секунда изминатиот период. Веќе во вторник најавувам нова инвестиција од повеќе од 400 милиони евра. Потоа ќе ги намалиме даноците, покачиме пензиите. Обезбедиме пари за капитални проекти. Која е носечката цел на идната влада? Нашата носечка цел е да ја обновиме довербата во институциите на државната власт, да елиминираме корупцијата и да обезбедиме владење на правото. Централно место во нашата животна мисија е економското заживување. Што ќе содржи новиот силен економски циклус. Поддршка за конкурентен приватен сектор и значајни инвестиции во иновациите и во информатичката технологија. Нашата цел е да создадеме продуктивни и добро платени работни места, да ја намалиме невработеноста и да поттикнеме средина каде што бизнисите може да се развиваат. Мора да постигнеме раст на бруто домашниот производ до 5% годишно. Ниска стапка на инфлација не повеќе од 2 до 2,5% годишно. Намалување на невработеноста до 7,5%, односно создавање на нови 55.000 работни места. Мицкоски најави намалување на даноците и инвестиции од над 2 милиарди евра во инфраструктурата за наредните 4 години. Завршување на автопатот Кичево-Охрид, реконструкција и рехабилитација на железничкиот коридор 10, како и 250 милиони евра капитални инвестиции во општините. Ке работиме на децентрализацијата, се до незино конечно завршување. Ке направиме формирање на посебен фонд за врвна наука, преку кој ќе фатиме чекор со светските истражувачки центри, обнова и реновирање на училишта, зголемување на плати во образованието согласно колективниот договор, зголемување на буџетот во образованието, силни инвестиции во здравството, нови болници и многу други работи. Затоа Мицкоски најави пеколно темпо, но и одговорност во работата на функционерите. Темпото ќе биде силно затоа што народот очекува од нас резултати. Одговорноста која имаме е огромна. Се работи за нашиот образ и за нашата чест. Немало и потврвање нема да толерирам. Кој нема да може да се носи со тоа, не е погрешно ниту грев да каже, или заедно да утврдиме, и да ја промени позицијата, или да биде реконструирана од постојната. Ова важи за сите функционери кои ќе бидат именувани од нашата коалиција без разлика од која партија доаѓаат. Вашата одговорност не е пред вашите партиски штабови, туку запомнете, вашата одговорност е пред граѓаните. Во своето обраќање, идниот премиер најави подобри денови за младите и нивната екзистенција, повисоки пензии на пензионерите. Евроинтеграцијата на земјата и подобрување на односите со соседите ќе е приоритет во работата на новата влада. Согласно Собраницкиот деловник, пратениците ќе ја изберат новата влада најдосна до утре на полноќ.